Продолжуваме со емисијата. Како што најавивме, тука е политичкиот аналитичар Сотир Костов и со него овој пат го заокружуваме серијалот на гостување на господинот Костов, кој го почнавме пред изборите. Да. Ова е четврто или пето гостување, поправете ме. Почнавме 1 февруари. Да, четврто гостување, бидејќи вие напишавте едно дело кое ја отсликува македонската политичка историја од почетоците до денеска. Тоа дело за избори, изборни кампањи и политички систем, не целосна историја. Да. Едно комплементарно дело кое опфаќа многу аспекти, затоа и го разложивме серијалот на 4 гостувања и сега некако се погоди пригодно постизборно да направиме завршна анализа која може, например, која ќе го отслика и она што претходно го кажавме, дали погодивме во анализите. Па еве почнало тоа, направи добар ден за тебе, за телевизијата и за сите ваши гледачи, па и сите македонци во Македонија и надвор од Македонија во светот. Морам да кажам мојата импресија дека дуплите избори претседателски парламентарни 2024 година беше една манифестација на, да не речам врвна демократија, ама на една прекрасна демократија, каде што оној најбитниот, најглавниот фактор, момент, а тоа е избирачите, тоа е народот, ќе ги употребам сите поимови што се употребуваат во Македонија. Тоа се граѓаните дојдоа до израз, значи суверенот се јави. Ја милувам да кажувам, заседаваше Народното собрание од 1.814.000 и нешто повеќе избирачи и одлучија како што одлучија. Сега ти така ми даваш малку вода да кажам дека сепак ги погодивме работите, ама јас не сакам да ликувам, јас не сакам да се повторувам, јас само едно ќе кажам. Јас сум горд што кажав уште во февруари, јануари месец дека прва и основна работа е излезноста. Имајќи во предвид два фактора: иселеноста на голем број избирачи од Македонија и непопуларноста на голем дел од политичките партии во моментот бидејќи се во криза. Тоа се покажа тачно. Јас водев, ако се сеќаваш, кај вас ја почнав кампањата "Излези и гласај", значи тоа е култура на лично гласање, граѓанска иницијатива, така солидно, без спонзори, ама со медиумски поддржувачи. Ја водевме колку што водевме, гледам и некои други субјекти по тоа водеа кампања, имајќи во предвид какво е процентот на излезеност и во едните избори и во другите. Јас сум задоволен од постигнатото и сега вака, ако се сеќаваш, сега ти ја тогаш реков, политиката е голема на почетокот шаковска табла, каде што големите стратешки потези повлекуваат и врз база на тоа се менува целокупната политичка состојба во еден ентитет, во случајот на Република Македонија. Тоа и се случи. Политичката сцена со овие дупли избори, претседателски и парламентарни, веќе е сменета. Значи, имаме нови политички сили дојдоа на власт, што ќе се рече од опозицијата, предводени од ВМРО, ДПМН и од професорот Мицковски. Имаме појава на нови субјекти, ако се сеќаваш, кај тебе ја реактуализирав, поточно кај вас, од телевизијата, идејата за третата партија, за феноменот на третата партија, и сега кај нас чудо се дуплираше тоа, ги добивме и движењето Знам за наша Македонија, а веќе постојната партија Левица се етаблираше, се зацврсна, и лично мислам дека не треба да бидеме лицемери, не треба да употребуваме еуфемизми. Политичката карта во Република Македонија е сменета. Ако на ова го додадеме и не смееме да изоставиме појавата и зацврснувањето на политичката сцена, етаблирањето на влен, на вреди, тоа е една коалиција од 4 партии, 4 лидери, која за прв пат се појави во таков формат на политичката сцена, завиден број на гласови и во претседателските и во парламентарните, некаде од 82.000 на претседателските до 103.000 или колку освои. Лично мислам дека имаме комплетна промена на политичката карта во Република Македонија. Сега, морам да искористам прилика, честитка за победниците. Како што реков, прво им честитам на граѓаните што ни одржаа лекција по демократија. Јас сум кажувал од порано дека харизмата е во народот.
Со народ не треба никој да игра играчки. Народот не смее никој да го понижи. Народот не смее никој да го иритира. Постојната власт нема да напаѓам сега, ама ќе подсетам, баги го изиритира овој народ, му ја погази изразената желба од референдумот, му го смени исконското име Македонија, работиве си и не знаеш кога ќе проработи народот. Знаеш, сите велеа нема да се битни тие прашања, еве имавме избори, па и председателски 19-та, па и парламентарни 2020-та, ама првиот бран почна со локалните избори 2021 година. Јас кажав дека тоа е голем бран. И ако продолжи тој бран и на парламентарните и председателски избори, ќе се случи еден феномен. Победниците го нарекоа вулкан, земјотрес, ја реков една изборна вртоглавица. Тоа е еден израз што го поземев од еден француски мајстор на политичкиот менеджмент, маркетинг и брендинг. Значи, вртоглавица, знаеме што е, некој пат и наопаки поставување работи, ама овде као метафора се употребува, тие што биле губитници се победници, победниците се губитници и така натаму. Некој ќе каже и политичко цунами и навистина па да, и цунами не го некои партии доживеа и политичко цунами како СДСМ, ќе го анализираме тоа, ќе ве прашам. Ајде да почнеме со она што е најактуелно. Тоа е инаугурацијата на новата председателка Гордана Силјановска Давкова. Имено веднаш при инаугурацијата, при давањето на свечената заклетва, за некои таа предизвика скандал, предизвика дипломатски реакции, се јави грчката влада, се јави Европската унија. Според нив, според грчката влада, прекршен е и уставот и Преспанскиот договор. Европската унија веднаш посочи на Преспанскиот договор. Реакција има и Американскиот Стейт Департмент, кои укажуваат на почитување на меѓународните договори со тоа што не ја повтори свечената заклетва. Од внатре исто така има доста реакции, реагираше дури и коалицијата Влен, која е еден најверојатен партнер во идната влада, кои кажаа дека тоа не е добар почеток, а министр за правда Кренар Лога беше можеби најдиректен, кој рече дека заклетвата е ништовна и дека мора да се повтори. Па видите, од последното ќе тргнам, тоа е правна неписменост, бидејќи се работи за министер. За другите се политичари, се обидуваат пак на преден план да ја стават политиката, договорното право, а не правото и меѓународното право. На председателските избори се случи еден феномен. Феноменот се вика Гордана Силјановска Давкова. Таа израсна во еден народен трибун, поддржана од 561.000 граѓани, и сега сите го забораваме тоа, и сите ја не сите, ама опозицијата сегашна, до сегашната власт, соседите ја напаѓаат. Не, вака се ја да збориме. Ќе збориме со јазикот на правото. Бидејќи рековме, ние не сме правна држава, Европска унија и САД ни велат вратете го правото во вашата држава и да владее правото, да владеат законите. Господјата Силјановска, нашата председателка на Република Македонија, го исчита овој текст. Од собрание, преку пријатели, го добив текстот. Еве, го имам во мене. Недостасува само подписот овде, ама во оригинал изјавата е депонирана во архивата на Собранието на Република Македонија. Таа ништо не погази, бидејќи го подпиша текстот со името, јас не го изговарам, ти ме знаеш мене, како што е напишано во изјавата. Значи, таа правнички во внатрешното право го испочитува уставот и меѓународно го испочитува меѓународното право. Сега, ние ќе имаме проблеми, бидејќи таа проблеми е под наводници, таа е еден многу јак карактер и личност, експерт за право, уставно, меѓународно право, и таа уште на самиот почеток ни кажува како ќе ја води домашната и меѓународната политика. Тоа е едно од прашањата. Ако е она експерт за уставно право, прашањето како може експерт за уставно право да го погазува уставот? Не го погазува. Еве го подписот нејзин е ставен на изјавата. Таа изговара нешто што е моќта на јус когенс. Тоа е меѓународниот поим кој вели ништо не може да ја погази само определбата на било кој народ и држава да се нарекуваат како што сакат, вклучително и единка. Нема да држам лекции. Денеска
не случајно ја донесов книгата која е докторска дизертација на мојот колега Маријан Попевски, кој докторираше во Словенија на тема, морам да го прочитам тоа, на тема проблемот на името на државата Република Македонија во меѓународното право. Ернест Петрич, прв правник на Обединетите нации, долгогодишен. Петар Јамбрек, Милан Јазбец и од Македонија Татјана Петрушевска. Што е поентата? Поентата е дека билатералните договори меѓународни не можат да го срушат иус когенс. Дојде време, дојде време некој политичар кој знае што е иус когенс, кој знае што е лекс супериор уставот, кој знае што е легитимитет, кој знае што е легалитет, а таа легално е избрана за председател, има моментално најголем легитимитет како политички субјект во државата, го почитува уставот бидејќи ја потпиша со дата, место, потпис и изјава како што е напишано, не прекрши ниту една норма. Слобода на изразување си дозволува. И сега видите разликата. Добро, дали ајде вака. Јас ве разбирам се што зборувате, но зборуваме сега за процедура. Зборуваме за процедура која е одредена според устав. Да. И зборуваме за, како што вие велите, произволно толкување на таа процедура. Не. Ако вистинско толкување. Ако во заклетвата која ја давате како председател, вие еве како Силјановска Давкова, која очигледно не се согласува со Преспанскиот договор, не се согласува со името Северна Македонија, се е тоа легитимно да не се согласува. Но кога зборуваме почитување на устав, каде што вели дека мора да ја повтори заклетвата како што е дадена. Таа не ја повторува како што е дадена, тоа е факт. Ама ја потпишува. Во ред. Ја потпишува. Еве прашањето е дали некој еден председател или политичар тогаш може исто така произволно да ја толкува и да каже исто што сака. Да, ама не се согласувам со твојот израз произволно. Толкување на место изворно правнички, научно. Шкарич, тој поим многу добро го има објаснато во неговата книга. Научно толкување на уставот. И само ова морам, те молам, ова морам да го кажам, бидејќи дипломатијата на нашите соседи е падната на најниски гранки. Тоа ли е добрососедство од Грција и од Бугарија? Дојде амбасадорката во собрание да слушне ќе има ли с такво, или ќе има Република Македонија, или ќе има само Македонија, и на еден највулгарен начин ја напушта свечената седница, не го слуша говорот. Тоа е дипломатски примитивизам сега. Значи, ќе го сослушаш говорот, ќе излегнеш и ќе дадеш нота. Значи, кое е тоа право они да не наметнуваат нашите политичари да изговарат тоа што тие сакат? Не. Тие времења барем сега, засега се заминати. Народот, морам ова, народот и даде овластување. Во кампањата што збореше таа сега? Сега кого ќе го слушаме? Грчката амбасадорка? Ќе го слушаме премиерот на Грција или народот ќе го слушаме? Овој дел сте апсолутно во право. Во право. И ја тука и би застанал да ти. Силјановска Давкова го прави токму она што го каже дека ќе го прави. Тоа сте апсолутно во право. Да не го кажеше во кампањата, да не кажеше што ќе прави, ти си сосема во право. Тоа е неспорно, но бидејќи таа каже што ќе кажува, таа каже како ќе се однесува, таа дури каже и нешто повеќе што мене посебно кејф ми направи, каков председател ќе биде, ако има време ќе збориме и за тоа, и си го доби легитимитетот. Конкурентите нејни не добија, да не кажам ни колку, од нејзиното. Тоа е неспорно. Тие 560.000 луѓе што гласале за неа, гласале токму за ова што таа го прави. Тоа е една работа. Втора работа е што тие 560.000 луѓе сега ја поддржуваат за ова и согласно последиците од ова ќе се бидат потоа врстие гласачи. Во ред, ајде само уште кратко. Ама зошто да збориме за последици? Ајде кратко. Си го враќаме суверенитетот. Дигнитетот си го враќаме. Грција веднаш кажа дека е пред нова блокада. Тие велат уште не е време за блокада, не сме дојдени до тоа, но доколку продолжи вака, дека тоа е на маса. А не гледате дека сме блокада од Франција и од Бугарија? Ја гледам. Ама сега бугарската излегува. И сега дали се една, две или три блокади, тоа е исто. Но бугарската сега излегува неважна, уставот не мора не да го менуваме, бидејќи сега се враќаме на почитување на Преспанскиот договор.
Сега не. Ме Јас сум разбирате? многу разочаран, тоа не се добрососедски односи. И сега едно да вратам. Вака Заев ги реши добрососедските односи. Вака Ковачевски ги развиваше. Уште само ова прашање, бидејќи интересно. Ова исто е интересен аспект кој никој не го зборува, а вие бидејќи сте легалисти и го познавате меѓународното право, интересно прашање. Кога таа се заколна на државата Македонија, која е таа држава Македонија? Не постои држава Македонија? Формално правно? Таа го кажа историското име на Македонија. Не зборувам ни по стариот устав, ни по овој устав. Избра многу мудро, паметно. Бидејќи мислам дека подобро ќе беше да кажеше Република Македонија. Ние сега можеме да толкуваме како сакаме, ама дај да видиме што направи таа. Потпиша со моќта на своето рацио тоа што и беше понудено. И е чиста. Не, ве молам за прашањево. Која е таа држава Македонија? Во која живееме ние, во уредувањето е Република Македонија, во скрнавеното име не го изговорам, затоа во 3 телевизии не сум влегол 7 години, сум на листа на националисти. Но никогаш не била државата, не се викала Македонија, само Македонија. Не, историското име вака сега. Да проверите Џафери 2020 година каква заклетва даде? Ајте молам, ти си ми пријател, нема да ми замери. Со Република Македонија. Значи, чекај, значи Џафери може, а Силјановска не може. Не, ја истото го велам. Ја велам да кажеше Република Македонија во ред. Не треба да се мене ми е спорно зошто е само Македонија. Еве, правниците нека заседават заедно со политичарите и нека ги имат Jus cogens, тоа е меѓународното најако право поим. Тоа е лекс супериор уставот и нека дадат толкувања. Обратете се до овие словенци, обратете се во Обединети нации, не грците и бугарите. Јас ви тврдам дека тие дипломатски и Европска унија, ама види што ни прави таа Европска унија. Откажете се од името и имате Европска унија. Ја немаме, значи таа само не измамува. Ајде нека ни направи како Украина и бугарите ќе ги имаме во уставот и нема да имаме вакви проблеми, јас лично мислам. Значи може за Украина, Молдавија, па мислам ќе ја пробутат и Грузија и така натаму, каде што има и војни и жаришта и ова, ние најмирната држава на свет, најкосмополитскиот народ, вклучително сите турци, бошњаци, срби, влаци и така натаму, и ние не чиниме. Не. Јас не навлегувам во една таква дискусија каде што можеме во круг да се вртиме. Јас уставот, меѓународното право, ајде да видиме. Како не се срами колегата на Силјановски, Малевски, првиот наш министер за надворешни кој пушта бомба, Силјановска објави војна на Грција. Наместо да и честита, тој беше прв министер, таа е прва председател жена, и наместо да објасни правнички што е тоа, бидејќи областа му е таа, тој пушта бомби, па лесно е и јас и ти да пуштиме бомби. Добро, ајде да продолжиме со она што го правиме, со да речеме на некој начин. Значи, ја не отстапувам од ова, а те советувам, најпријателски, најдете го овој човек Маријан Попевски, тој човек 2 пати кога Ѓорги Иванов се подготвуваше за тие негови историски говори во Обединетите нации, работеше со него, најдете го, донесете го у телевизијата, тој ќе ви објасни, не сакам јас да му чачкам во докторската дизертација, која е моќта на Jus cogens. Ние сакаме да го тргнеме најмокниот поим, а грците да ги ставиме и бугарите на преден план. Не случајно. Јавно кажувам дека ќе го побарам. Јавно кажам ќе го побарам и еве доколку некако гледа, нека ме контактира и он, да се најдеме побрзо. Да продолжиме со техничката анализа. Следува, ги знаеме резултатите, ВМРО ДПМН 58 пратеници, за 3 пратеници до самостојно формирање на влада. Имаме 2 потенцијални партнери кои на некој начин се најблиску. Едниот е коалицијата Влен, Вреди, со 13 пратеници, така, поправете ако грешам, со 13 пратеници, со кои веќе отворено ВМРО ДПМН и почна преговори за коалиција, а друга е онаа движењето Знам на Максим Димитриевски, кој се споменува како потенцијален партнер, но ВМРО ДПМН кажа дека ќе разговара со сите, ќе разговара и со левица. Значи, сето тоа е во барабанот за идната влада. Што очекувате? Вака, ја овој дел би го нарекол моќта на бројките, а за, еве на начин да го преведам, моќта на избирачите. Значи, ја дадова моќта во суверенитет, во политичка смисла на коалицијата ВМРО ДПМН, начело со Христијан Мицкоски. Неговата стратегија се покажа најдобро, почна со сите зрна во амбарот,
да ги обедини, бидејќи неле реформисти вакви, онакви струи она, и она вторава на која и се подсмевнуваа математички точно и прецизно, тоа му е втората, тоа е стратегија, му испадна точна. За првата кажа 100 до 100, па потоа појака 150.000 ќе победи Силјановска, сите се чудевме. Човекот погоди. Дури за вториот круг рече 500 и плюс. И јас се зачудив. Човекот пат погоди. Ај сега да не сме лицемери тие истражувачите и аналитичарите, да кажеме дека сме погодиле, да кажеме дека еден од лидерите, а тоа е Христијан Мицкоски, ги погоди резултатите од изборите. Дури, мислам се изненадени за ВМРО-ДПМН, нешто повеќе добија. Еве вака. Да. Моите аналитички сонди вака велат. Пред нас се 5 комбинации. Сега ќе одеме малку технички, бидејќи да не објаснуваме кој изгуби, кој доби и јаката. Најјаката комбинација е 58 ВМРО-ДПМН, плюс Влен 13, плюс 6 знам движење за наша Македонија, плюс 6 левица. Овде веднаш ќе речите, ама овде не се уклопа левица. Не би рекол. Може две варијанти. Поддршка на влада, а може и полноправно членство. Што е тука непомирливо меѓу Влен и левица? Ќе седнат на маса, ќе разговарат, левица треба да свати и лидерот да го замрзне тоа антинатовското или не знам што све, да го прилагоди вокабуларот на државничко, на политичко ниво, и ја не гледам што е проблем со левица. Зазнам, не сакам да зборувам, најпријатно изненадување на изборите го зборевме ја и ти уште во февруари, кога никој не го збореше, знам, и повеќе не би сакал да зборувам, да не испадне навивам за Максим Димитриевски, си ја одработија работата феноменално, за прв пат добија 6, а рецимо левица се развира степ бај степ. Првите избори 0, вторите избори 2, сега 6. Тоа се два различни начина да видиме кој ќе е поуспешен. Втората, за Влен, моите комплименти, 13, солидно, да не речам одлично, и тие се 4 политички субјекта кои треба да седнат на маса. Втората варијанта е 58, 13 плюс 6. Значи, овде не е левица, ама не дека јас велам така треба да биде, него ева по тој притисок левица била ваква или онаква, со која ја не се согласувам, ама денеска времето не го губиме за да објаснуваме профилите на политичките партии. Штом добиле легитимитет и моќ од избирачите, тие се вредни и се знае. ВМРО е највредно, па е Влен, па е Знам, па е левица. Молим лепо. И тука Дуи не смееме да го занемариме, ама Дуи има еден проблем. Дуи не сака никако да прифати статус опозиција. Во кој 19 пратеници не се за занемарување на Дуи. А во тој смисло мислите да не се занемари? Да, ама пази, опозиција. СДС беше опозиција. Инаку Дуи во влада, мислам дека е веќе таа опција. Не зборувам за тоа, ама они види што прават сега, се захануваат, они вокабуларот со војна терминологија, милитантна терминологија и така натаму. Народот кажа друго и тука нема што, не сакам ни да навлегувам, биле турци, роми, не, ја не делам така. Од народот добија гласови. Во случајот не се уклапат во перцепцијата, во стратегијата и во политичката доктрина на Христијан Мицкоски, ВМРО-ДПМН. Не е тоа сега кажано, тоа е кажано пред година и половина. Ја дури знам и некои работи, ама не сум прашал дали можам да ги изнесам. Значи, кога се кажа дека со корумпирани лидери и партии, ние нема да коалицираме. Ова јас го знам од пред година и половина. Сега на дело го спроведуваат. Тие што сакат нека ги критикуваат, ама што ни велат од Европска унија и нашиот стратешки партнер, решете ја корупцијата во врововите на владата, во министерствата и во институциите кои ви се распаѓаат. Еве начин како, со елиминација времена, не трајна. Нека се реформираат. Сега, има една друга варијанта. Одиме третата варијанта. 58 плюс 13. Тоа е Влен и коалицијата ВМРО-ДПМН. Симпатична варијанта. Ама лично мислам на подолго време нестабилна варијанта. Не знам дали денеска да објаснувам или само да кажам. Мислите поради составот на коалицијата? Не, поради хетерогеноста на коалицијата. Иако лидерите имам симпатии кон нив, можам во една реченица да ги дефинирам, и тоа многу убаво и симпатично, тие покажаа една неконзистентност во стабилноста на позицијата што ќе ја заземат моментална, многу брзо ја менуваа. Еве како, влегуваа во власт и влада, излегуваа. Тоа е една неконзистентност, аналитичар од 30 години, годинава рековме, неле правам 30 години, не може да не го примети. Ама,
како нов субјект, како една свежина на еден начин, ја лично мислам се добродојдени и не случајно христијан Мицковски православни. Имате ли симпатии кон Билол Касами? Еве ќе ви кажам, не. Еве вака, да, кога го пречекуваш Албин Куртис со зборовите добре дојавте во Дрданија. Имаат право легитимно, а прашање дали е легално, според уставот, странски државници да ни се мешат овде, но имаат легитимно право да се потпират на кого сакат во кампања, не за тоа. А народот цени. Не за тоа, туку со зборовите добре дојавте во Дрданија. Боже сачу, ама тоа се знае, не случајно ми ја лепат етикетата мене е македонски националист, ама кога така ме напаѓаат, јас сум горд, јас знам дали сум националист кон другите или кон својот народ. Зборуваме за устав и легалност, не за национализам. Вие ви кажам, мојата дефиниција за нив е вака. Моторот, генераторот, таму е Меджити, тој ги собра. Стабилноста, упорноста, политичката тврдоглавост, таму е Касами. Рече, ќе го земе, тетово и го зема. Му помогна, ама го зеде. Тивка вода брег рони е гаши. Таравари е харизмата, Таравари е смирениот човек, ама као експерт, доктор, као човек, високо го вреднувам, му направив и, може би за тоа да разговараме, интервјуа според Пруст и одада што со Таравари се воодушевив од неговиот вредносен систем и неговата морална вертикала. Но, као политичар, тој во последно време малку ми шета. Дозволи да му кочански кажам, цепнат партијата, да му поделат партијата и затоа не добрите резултати најдобри во Гостивар и во Струга. Се виде моќта на села. И сега, а по друга страна, три партии го прифатија и го номинираа за председател на Република Македонија, каде што не помина така лошо, мислам, солиден број на гласови. И кога ќе ги земеме овие 4 лидера, како лидери ги препозна гласачкото тело на Македонија и им даде доволен број на легитимитет. Мораме малку да убрзаме. Ќе има ли проблем идната коалиција од страната на Вреди според документот што Али Ахмети го чита дека сите потпишале дека нема да прифатат влада која нема да прифати устав? Зошто не го покаже на вас новинарите да ги виде потписите и да го виде текстот? Тоа е договарање некое, кога не се знаеше кој со кого ќе коалицира, Али Ахмети овој пат имаше желба, не му се оствари да направи голема албанска коалиција. Сите да ги седне, нека ми прости во скут. Ова е метафора. Не му успеа, ама му успеа со села да го направи и днината на села е веќе запечатена како самостоен политичар. Треба да види што му направи на ДПА Али Ахмети, претходно на ПДП и што му направи на Тачи. Села како да не гледа, а Села е интелигентен човек. Мислите дека коалицијата Вреде нема да инсистира на тоа прашање? Не вака. Легитимно право е да инсистират на што сакаат. Ама, кога ќе седнат со Мицковски, треба да знаат дека безмалку 350.000 гласови Мицковски доби на изборите и кажаме, пази, исто као Силјановска, Мицковски кажа за што ќе се залага, кажа за француската рамка, кажа за договор за добрососедство. И тука работата е НД, дека ќе преговара, ќе се труди за најдоброто на националните и државните интереси, да издоговори со соседите нешто подобро. Ја му посакувам да е успешен. Ако не е успешен, ќе видиме во иднината. Не може субјект кој освоил 103.000 гласови, овој 3,5 пати повеќе, овој е ВМРО ДПМН коалицијата и Христијан Мицковски освоиле, да им поставува услови кои се ван политичките состојби за влада, да се смени уставот, 20%, тоа е сосема друг терен, тоа е сосема друга материја. И јас сум за промена на уставот, ама најзошто да си го дотераме од едно швајцарско сирење, го унакажавме да си направиме вистински, сега дали ќе е граѓански, дали ќе е не знам каков, експертите нека го кажат тоа, а не по желба, ја велам на патниците, кои еднаш легуваат во тој македонски автобус, еднаш излегуваат. Да. Значи, тие барања немат моки. Тие барања ќе се одбијат од зидот на 350.000 за ВМРО ДПМН и коалицијата и 500 и 560.000 за Гордана Силјановска. Тие се многу мокни, барем сега, за сега, а се надевам и во иднина. Да. Но, тоа се луѓе
кои веќе знаат што е консензус, тоа се луѓе кои знаат што е политика и мислам ќе најде заеднички јазик. За крај, Да. вашето омилено прашање, што се случува со СДСМ? Значи, што се Видите, случи, ви кажам. тоест, и исто СДСМ во едно прашање, има ли спас за таа? Да, има спас. Видите, погрешна слика, може би јас сум крив оставам за СДСМ. Ние имаме лични недоразбирања од 90-тите години. Ете, кога ја останав без работа, кога јас 88 излегов од СКМ, па потоа ми нудеа да ме активираат како сојузен функционер од Белград во Кочани, одбив и така натаму. Тоа беше СКМ, ПДП и така натаму. Не, на СДСМ му посакувам се најдобро, како прво. СДСМ да признае дека доживеал фијаско, дебакал. Многу ми криво што лидерот не смогна снага да даде оставка. Ке го натерат внатре, 3-4 луѓе му поднесува оставка и тоа е срам за него. На СДСМ му сакам реформирање, дури ја не се срамам. Јавно да се понудам со моите познавања на политички менеджмент, маркетинг, изборни кампањи, избори и брендинг најновото, персонален брендинг, да се помогна, да се понудам да и помогнам, бидејќи помалку сум работел со НСДП, значи знам да работам со леви партии, си имавме една чудна конекција со Максим Димитриевски, лична, од пред 2 години како градоначелник, ама еве и сега како лидер не знам, зошто не би поработил и со СДСМ? Па ја 34 години работам со ВМРО, ДПМН и со десничарските партии. Се најдобро им посакувам, да не треба да им се мешаме и да им попуваме што и како да прават, но едно да сватат, радикално да се реформираат, млади снаги да дојдат ги има таму, да се обидат интелектуалците да се ги вратат, ни требат како јака опозиција. Да, но знаете што е прашањето? Ево ова за крај. Да. Што би можеле тие веќе да понудат, бидејќи ми се чини дека ги потрошија сите џокери? Ја не знам што може да кажат за да ја вратат довербата на граѓаните. Во моментов ми се чини дека е невозможно. Ќе ти ја кажам матрицата, многу ќе ми замерат, греше што е ова, без пари оддаваш. Понуди Максим изборно востание, го реализираше во неголема мера. Понуди Левица нов свет, го реализираше во доволна мера. Понуди нова доктрина 2001 година Христијан Мицкоски, ја ефектуираше на локално ниво, ја ефектуираше сега на државно ниво. Значи, еве го, нека си направат нова доктрина, нека социјалдемократијата и ја вратат сршта есенцијата. И ја во младоста бев симпатизер на скандинавската социјалдемократија. Кога видов кај што се случува со Славко Милосавлевски, вистинската социјалдемократска партија, многу убаво си живеев и се работував, нека си ја вратат суштината. Па социјалдемократијата е добра доктрина. Значи тие немат доктрина. Нека ја напишат, нека ја ефектуират, нека му заражат на ВМРО ДПМН, ние ќе добиеме добра опозиција. Вака мислам се премногу слаби, ама да не забораваме. И ВМРО паѓало, се издигало. И СДСМ паѓало, се издигало. За добробитта на Македонија, националните и државните интереси, нам ни треба јако, реформирано, моќно, СДСМ моментално во опозиција, а во некои идни времиња и на власт. Да. Така да те разочарав можеби од одговорот. Не ме разочаравте, дадовте најпрофесионален одговор што може да се даде. Господине Костов, ви благодарам на ова интервју. Благодарам што ми дозволивте на 4 пати во 4 месеца да го изложам тоа што го изложив. Ја, ако забележавте, во дебати не учествував, времето беше дебати за политичарите, али мојата анализа кај вас во најголема мера успеав да ја изнесам. Да. И со ова го заклучуваме. Го заклучуваме, благодарам многу. Ви благодарам и на вас и чисто да најавам, нашата соработка се разбира дека продолжува на нормално ниво, во зависност од настаните. Ви благодарам уште еднаш. Ова беше крај на првиот дел на емисијата. Останете со нас, продолжуваме со Татјана Баевска-Вучковиќ, лекарка, за кратко, веднаш после рекламите.